Жителите на скопската населба Шуто Ризари го блокираат центарот на Скопје од пред владата. Протестот продолжи пред град Скопје. Нив им се придружија и мал број студенти од Дуким кои бараат целосно решение за јавниот превоз. Истекуваат 7 дена во текот на кои автобусите на ЈСП ќе црпат гориво од стоковите резерви на владата, а приватните и понатаму бойкотираат поради неисполнување на нивните барања за зголемување на цената по километар. Протестот пред град Скопје го следи Симона Петровска. Симона, ја вклучуваме директно во овие вести. Симона, повели како помина протестот. Да, Билена, што туку заврши протестот овде пред град Скопје, граѓаните на општина Шуто Ризари си замина. Додека траеше протестот, тие околу 100 граѓани на оваа скопска општина дојдоа овде пред градските бараки за да го изразат револтот поради недостигот на автобуси. Во обид да влезат во градските бараки се судрија со дел од полицијата. Тука предлагам да го погледнеме овој момент. Жителите на оваа скопска општина револтирани бидејќи со часови чекаат на автобуските постојки, немаат автобуси, дури велат и дека имаат само еден автобус на јавното сообраќајно предпријатие кој што циркулира од градот до оваа скопска општина. Повеќе во однос на проблемите на граѓаните да погледнеме од анкетата што ја подготвивме. Ние не сме задоволни од градоначалничката од Арцовца. А ние ја веравме. Шуто Ризари имаше многу гласови за низе. И сега Шуто Ризари да нема превод. Тоа е срамота. Јас вчера патував од градски зид до Киселовода за на работа да стигам. Денес ги имам двете аптеки оставени без работа, значи. Јас се возам со 4 автобуси. Тоа не е нормално, значи, да патуваме ние да даваме секој ден по 100 денари за такси. А кај не се нашите слободни по 1400 пропаѓаат. Да, преку 100 граѓани од оваа скопска општина дојдоа на протест овде пред бараките на град Скопје. Начело со нив беше градоначалникот на општина Шуто Ризари, Курто Дудуш, кој што ја прозва градоначалничката и на некој начин се закани дека доколку нема решение на овој проблем за жителите на оваа скопска општина, дека секоја недела ќе протестираат. Да погледнеме дел од изјавата на градоначалникот Курто Дудуш. Сите кои ги засега овој проблем денеска се тука заедно со мене да го искажеме нашиот револт до градоначалничката. Тука се неколку барања до градоначалничката Данела Арсовска повторно после 2 години. Тоа се барања од граѓаните на општина Шуто Ризари во однос на функционирањето на ЈСП во општината како услов за прекин на протестите пред град Скопје. Значи, ова нема да застане тука ако не се реши проблемот. Следната недела најавуваме повторно протести. Градоначалничке на град Скопје, најпрвин да ве подсетиме, на 12 септември 2022 година, 2000 граѓани на општина Шуто Ризари ви дојдоа пред врата пешки, преку ваков ист мировен протест и ве прашаа до кога само граѓаните на општина Шуто Ризари ќе се корисници на недостојни автобуси, нередовно и нецелосни линии на јавниот превоз. До кога граѓаните на Шуто Ризари ќе чекаат изградба на паркови и зелени површини. До кога граѓаните ќе чекаат изградба на булевари во општина Шуто Ризари. Кога ќе се вработат роми во администрацијата на град Скопје. Одговор на овие прашања на помалку од 1 година пред истек на вашиот мандат се уште немаме.
Симона, ги слушавме барањата на жителите од Шуто Оризари кои што мака мача за да дојдат на своите работни места, а некои се пожалија и дека за тоа трпат и реперкусии, односно може да го изгубат работното место, а градоначалникот ги прочита и другите барања кои ги имаат до Арсовска. Но денеска мал број студенти се приклучија на овој протест, беше најавено дека ќе бидат многумина, но сепак дојдоа само малкумина, па кои се нивните барања и што побараат и од градските власти? Да, дел од студентите и од средношколците, ке додадам, се приклучија овде на протестот на жителите на општина Шуто Оризари на некој начин со слични барања, односно по редовен превоз, нови автобуси. Дел од нивните пораки беа и ветуваа редовни линии, добивме редовни лаги, потоа ЈСП, јас секогаш пешки, како и УСС бара јавен превоз, не јавен хаос. Да слушнеме повеќе од неколку дел од нивните изјави. Апелираме да се набават нови автобуси и да се пуштат нови автобуски линии, да биде отпочнати и завршени сите инфраструктурни ветувања, да се вложи и поддржат алтернативни опции на превоз, да се изгради градска железница, како и пруга до аеродромот Скопје и исто така да се заврши проектот за бас рапид транспорт. Да, жителите на скопската општина Шуто Оризари од пред Калето пешки по Илиндинска дојдоа овде до градското собрание, од пошта до градското собрание заеднички се приклучија и студентите, односно дел од студентите и од средношколците на протест овде пред градското собрание се со цел јавен, односно градските власти да им обезбедат јавен градски превоз по редовни линии. Билјана, тоа би било се за сега од овде. Симона Петровска информираше за протестите од пред град Скопје, за тоа како настана гужвата и како не им беше дозволено да влезат во град Скопје на жителите од Шуто Оризари. Погледнете повеќе и на нашиот интернет портал.